Градежната експанзија од втората половина од 2024-та продолжува и годинава. Повеќе годишните инфраструктурни проекти кои стоеа во фиоките закочени или пак бавно се реализираа, почнаа да се одглавуваат. Само во првиот месец од новата година предвидено е да се пуштат во употреба 2 патни правци и да се заврши една железничка линија. Вчера беше пуштен во употреба новиот експресен пат Страцин-Крива Паланка, кој се заврши експресно откако се влечкаше во изминатите 6,5 години. Надлежните рекоа дека со интензивна работа во последниве 6 месеци успеале да завршат во предвидените рокови. Следна на агендата на Државното претпријатие за државни патишта е и делницата од Куманово до Страцин. Целта е од Куманово до Крива Паланка наместо за 1 час да се патува 40 минути и да се забрза протокот на луѓе и стоки не само на истокот од земјава, туку кон и од Бугарија. Со иста динамика продолжуваме и во иднина да работиме и на други делници. Набргу од денеска ќе присуствуваме на пуштање на уште една делница, која што е дел од еден друг коридор, тоа е коридорот 10D, потоа првата делница од пругата која што исто така со децении е ветувана, се забрза и се интензивира изградбата на автопатските делници кои што се дел од коридорот 8 и коридорот 10, тоа е од Гостивар до Букојчани, потоа од Кичево до Охрид, од Прилеп до Битола и така натаму и така натаму. Друг експресен пат кој беше закочен долго време и полн со пропратни проблеми е и градско Прилеп. По забрзаната изградба последниве месеци, за неколку дена треба и официјално да биде пуштен во употреба делот од градско до Фариш. Овој пат влегува во 10-та година од подпишувањето на договорите за изградба. Градежните работи неколку пати беа во застој, бидејќи изведувачите, странски компании, ги раскинаа договорите. Проблем беа и косините, изборот на членови на комисијата за надминување на техничките проблеми и слично. Сега делот до Дреново од 16 километри го гради австриската Штрабак, а 10 километри од Дреново до Фариш кинеската Синохидро. Вкупната должина пак на експресниот пат е 26 километри. Со изградбата значително треба да се олесни протокот на сообраќај и да се скрати времето на патување од градско кон Прилеп и Битола. На самиот старт на летната сезона во јуни годинава треба да бидат пуштени во употреба и првите километри од автопатската делница Кичево-Охрид. Патот кој бавно се реализираше и тапкаше во место, сега забрзано се гради. Проблемите со експроприацијата се надминаа и процесот е при крај. Очекувањата се градежните работи од Врбјани до Песочени во должина од 11,5 километри да бидат завршени и овој дел да биде пуштен во употреба со исклучок на делот кај Ботун, каде има сплечиште на чие отстранување се работи. Имаме доста иновативни работи, денес сме тука да промовираме асфалтирање во зимски услови, на минусни температури и исто така сте сите сведоци дека се работи и во вечерните часови. Направивме голема мобилизација, се решија проблемите со експроприација, се реши проблемот со асфалтирање, преку една година не се асфалтираше заради законски пречки. Во моментов имаме мобилизација од околу 300 машини кои што работат на целокупната делница на автопатот и преку 600 луѓе. Во втората половина од јануари треба конечно да биде отворена и железничката линија од Куманово до Белјаковце. Тоа е првиот од 3 дела од железничкото поврзување со Бугарија. Поминаа речиси 11 години откако на Клечовскиот мост беше поставен камен темелник за старт на градежните работи кои се одвиваа со бројни проблеми. Втората фаза од проектот се уште е проблематична, а за третата, заедно со Бугарија треба да се изнајде заедничко решение за железничко поврзување кое ќе биде брзо, но и поевтино од претходно предложеното. Од останатите проекти во февруари ќе се распише тендер за избор на изведувач на вториот дел од автопатот од Скопје до Блаце. Комплетирана е само првата фаза, 2 км пат кои не завршуваат никаде. Министерот за транспорт откри сериозни индикации за корупција и незаконски пренамени на средства кои ја успориле изградбата на автопатот и ги зголемиле неговите трошоци за 70 до 120 милиони евра. Дополнително обвинувањата се дека поранешни функционери на ДУИ станале нови газди токму на имотите кои требало да се експроприраат. Забрзано гради и Бехтел Јенка. Планирано е да се работи комплетно на целата траса Тетово-Гостивар во должина 17 км, на Гостивар Букојчани на приближно 17 км и на Прилеп Битола на 25 км. За автопатите на коридорите 8 и 10D што ги гради Бехтел Јенка за 2025 година во буџетот на Министерството за транспорт се предвидени 130 милиони евра.